Нема да престанеме со градење на 32-метарското минаре на Алипашината џамија во Охрид. Ниту судски притисоци, ниту други обиди нема да не спречат. Децидни се од исламската верска заедница. Иако има и судска одлука за забрана на градежни действија, за ИВЗ тоа е неважно. Оти реставрацијата, како што велат, била завршена работа. На денешната средба со новинарите нагласија дека секојдневно се работело на минарето и оти власта требала да ги слуша барањата на муслиманската мнозинска заедница, бидејќи станувало збор за таков верски објект, а не на Сдруженијето Совест, кои се против градењето. ИВЗ е разочарана од соработката со владата и тврдат оти ништо од она што го разговарале со премиерот не се исполнило. Втора година од функционирањето на така наречената реформска влада, ИВЗ нема конкретен одговор, а камоли реализација на било кое свое барање. Но зошто во писмото до владата оценуваат дека ако нема соодветен епилог од власта, предизборно ќе ги информирале верниците во 700 џамии? Од ИВЗ прво тврдеа дека не напишале такво нешто, иако писмото е јавно достапно. Но потоа објаснија дека нема да преземат ништо предизборно, за да не било искористено во политички маркетинг. Ние не сме верска заедница која има намера да подбуцнува и да ги распалува верниците, но дискриминацијата кон ИВЗ постои, иако пречките со нашите имоти не се од сега, ами постојат 30 на години. Според ИВЗ, од 350 објекти за кои воделе битка да ги добијат со денационализација назад или да им ги обештетат, само за околу 40% работите биле завршени. Меѓу спорните се и Капанан, Сулијан, Даут Пашинамам, како и потагот на Кале во близина на француските гробишта.